Наблюдувачи на Државната комисија за спречување корупција на терен ги мапираат рекламите на политичките партии, изборните штабови и ги следат платените политички програми што се емитуваат на радиодифузерите. Во овој регион затоа е задолжен Филип Корувин. Тој действува во местата од 4-та изборна единица заедно со уште еден колега. Као што видовме, едноставно, значи одиш во градовите кои, тоест општините кои што се назначени и значи секој билборд, плакат, штаб се фотографира и потоа значи со, нели, зависи се од паметните телефони со опцијата, значи да имаш уклучена локација, значи самата слика се луцира на која адреса е и така натаму. Потоа значи сето тоа ги прибирам фотографиите, локациите од сите значи објекти кои што ги наблюдувам, фотографирам и луцирам, значи во еден комплетен извештај кој што потоа го праќам значи електронски до Државната комисија за спречување на корупција и значи се утврдува дали нели билбордите се на правилно место, тоест дали се пропишани за политичко рекламирање, дали на радијата, на телевизиите, на интернет порталите се регистрирани за политичко рекламирање или не. Колку време треба да се за колку време сето ова треба да се заврши и за што ќе служат подоцна овие податоци, значи во што ќе бидат искористени? Да, па временската рамка е секако пред изборите. Значи овие податоци се користат со цел, нели, да имаме фери коректни избори. Значи податоците остануваат во Државната комисија за спречување на корупција, кој што нели понатаму ги обработува, проверува и така натаму. Државната изборна комисија за спречување корупција веќе прима приговори за злоупотреби во време на предизборен процес. Таа има рок од 5 денови по пристигнувањето на приговорите да донесе одлука. Според информациите од комисијата, првите приговори ги поднела опозицијата.